Македонската влада ќе го игнорира ставот на Светска банка дека производителите на тутун добиваат превисоки субвенции. За министерот Цветан Трипуновски, тутунопроизводството за државата е многу важно и тоа и понатаму ќе биде соодветно стимулиран. Оваа гранка е многу важна за нашата држава, бидејќи произведуваме многу квалитетен тутун кој што е баран надвор од нашите граници. Со ова што оваа година покажаваме сериозна посветеност на оваа гранка, праќаме сигнал дека сакаме да го држиме ова производство во Република Македонија. Македонија ги има сите услови, но земјоделски производи повеќе се увезуваат отколку што произведуваме. Исплаќаме за обстанати субвенции кои што требало да бидат тековно исплатени кон сите македонски земјоделци. Практично тоа е една од причините што нашето земјоделство има сериозен пат и затоа повеќе увезуваме тоа што произведуваме како држава, а ги имаме сите предиспозиции за квантитетно и квалитетно земјоделско производство. Ова што денеска, овие 6 месеци владата го покажа и Министерството кон земјоделците дека ја враќаме довербата на истите кон институциите. Колку време е потребно земјоделието да се врати на ниво од пред 10 години? За да се покажат првите резултати мора да помине барем една производна година. Ние оваа година наследивме ситуации кои што една претходна неуспешна влада ги креираше и затоа сега ги залечуваме раните и ги враќаме состојбите во една нормала. Веќе од наредната година ќе имаме сериозни показатели каде што ќе покажеме дека навистина имаме зголемено земјоделско производство и тоа веќе во текот на наредната година. На денешната пресконференција министерот Трипуновски изјави дека за 6 месеци на земјоделците им се исплатени 4,3 милиарди денари субвенции за изминатите години и 1,7 милиарди денари за 2024 година.